Повеќе од 10 странски компании се блиску до одлука да инвестираат во Македонија, а се работи со уште стотина други за потенцијални инвестиции, вели во интервјуто за Косовски експрес лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Според Груевски, кога некој инвеститор ќе одлучи да инвестира во Македонија и кога треба да донесе одлука во која општина ќе ја гради фабриката, не гледа каква е етничката структура на населението, туку какви услови им нуди општината и колку градоначалниците се умешни да ги дочекаат инвеститорите. Вели дека во неговиот мандат се изградиле голем број проекти во северозападна Македонија, каде главно се концентрирани албанци. Донесовме и крупни мултинационални компании кои изградија фабрики и нудат нови работни места за луѓето во тие региони, како Леар во Тетово, кој отвара 2500 нови работни места, Key Safety Systems во Кичево со најмалку 1000 нови работни места во првата фаза и планирани уште најмалку 600 во втората фаза, германските ОДВ Електрики Костал, двете во Струшко Охридскиот регион, каде двете отвораат по 1000 работни места. Ние не можеме да се делиме по етничка припадност. Живееме во мала држава и се што се инвестира секому може да му е од корист. Во интервјуто подсетува дека голем дел од капиталните проекти исто така се во овие региони, како што е реконструкцијата и опремувањето на болниците во Тетово и Гостивар, најавената изградба на ургентен центар во Куманово и нова болница во Кичево, изградба на автопат Кичево-Охрид, реконструкција на стариот пат Тетово-Гостивар, темална реконструкција на албанскиот театар во Скопје, градба на театар и библиотека во Тетово и стотици нови или реконструирани регионални и локални патишта. Груевски објаснува дека проблем за работодавачите е пониската образовна структура кај албанското население, што директно е поврзано со вработувањето. Затоа потребна е поголема поддршка од албанските партии за зголемување на квалитетот на образованието. Предуслов за полесно наоѓање работа е образованието, но и неговиот квалитет. Универзитетите во Македонија, особено некои од нив, имаат уште многу работа за да го добијат епитетот квалитетни. Од двата поголеми албански универзитети, Штуловиот е поквалитетен и правев многу напори да помогнеме и државниот универзитет во Тетово да стане како Штуловиот. Би треба поголема поддршка од албанските партии во тие цели и поголема нивна политичка храброст, затоа што имаме заедничка цел, а тоа е албанците во Македонија, покрај дипломите да можат да се пофалат и со високото знаење. Поголемата невработеност во некои општини со мнозинство албанско население, Груевски ја објаснува и со традицијата дека голем дел од жените муслиманки не одат на работа. Затоа честопати инвеститорите се одвраќаат да инвестираат во некои региони, плашејќи се дали ќе имаат доволно работна сила. На крај додава дека секогаш има ист пристап кон сите, бидејќи сите граѓани се наши граѓани и секаде се трудиме да помогнеме, потенцира Груевски во интервјуто.